Идрис, ти почнаш со ва. Први критерij на бедност. Што ти се мотеше во глава, целата прика, што сакаш да постигнеш? Името, музиката, што ти се мотеше во глава? Тогаш кога почна? Многу работи. Многу работи. Единствено, првенствено пошто ја искочив од Last Expedition за да направам нешто што мислев дека сакам да одам. Пошто Last Expedition се пренасочија малце од тоа што бевме, кој ја не им замерав воопшто. Кои години се 85-та, 6-та, 7-та, 8-та веќе се формира бла. Прво што ми пеше на памет е дека сакам да направам нешто што во моментот го немаше до тогаш. Да пеам на албански, во Македонија, во Скопје, и да пеам, и да бидам бунтовен, панк, тоа свиревме панк, И се случи тоа. Супер ми беше едно време. И после тоа работиве тргна, пошто како слушаш музика, така се зрееш, нели? Си викаш, чекај бе, не е само панкот во музиката. Тогаш беше само панкот за мене, ја бев вау, ја бев онаков бунтовен и према систем, и према фамилија, и према се. Имаше школска свирка во Зефиш и ние се викавме Бретреша Теута или Кралица Теута, превод. И тој фраер вика, што те, нема шанса да искочиш со тоа име. Тој беше председател на младина на Зефиш Марко. А денес е главен фраер во, го слушаш нон-стоп на медии по реклами и му ги пишува текстовите на Али Ахмети што да зборува. Тој тип и не сакаше као Кралица Теута. Комуњар. Беше комуњар. Не знам дали беше комуњар, али беше Карпаджија. Кралица Теута да ме што ќе каже дека вие почитувате неки работи што не се почитуваат во тој режим? Не. Ние зашо имал толку ти што мислиш, зашо толку му сметало Кралица Теута, кој што е супер. Имал храброст бе човекот, бил у таков некој луд филм, ти текно председател на младина, посетуваше некои школи, КПЮ, МПЮ, СКМ. Тоа е се окей, меѓутоа чекај емоција, рок-н-рол се работи за рок-н-рол, а ти викаш не може. И тој фраер сега, како хрануваше, патриот. Да. И некоја на MTV Cats тогаш, имаше само Cats, се случи еден документарец за Битлз и ја тогаш спознав Битлз уствари. Као панкер бегаш од нив, а сега сваќаш дека... Да. Они се цареви за мелодија. Значи, заедно со Мохамед Ибрахими, кој денеска значи нешто во прогресивната и рок-н-рол музика во Македонија, и брат му Тефик Ибрахими, ја гледаме таа документарна емисија за филм за Битлси и после тоа идеме купуваме плоча дупли албум 6-7 месечини, она како гледат од балкон. Да, плавиот. Црвени плав. Имаше црвени плав. И го купува плавиот Тефик, иде со точак на брзина, одма после документарецот. И тогаш се случуваат некои промени и у мене, и у сите луѓе околу кои ги слушавме Битлз и тоа се случи. Space. И после тоа се истите луѓе ја правам еден проект кој се вика Фамите Љулеви, ствари Што значи тоа? Flower Power би дошло. Или деца на цвеќето. Хипи. Хипи скроз. 360. Од панкер хипи? Да. Па тоа е исто ствари. Ти бил цари утре интелигентен. Тоа е исто. И го правиме тоа во театарот на албанска драма тогаш. Во Чаршија, да? Тоа е година 89. 88-9. Не е 88, значи 88 идеме со пак до 90, може би е 91. Не е 90, 90. Ама вие во тој период, во 80 сте учесници на многу битен фестивал, така?
А, да, во во Ljubljana. Ljubljana, каде што Ljubljana. Игор Видмар, па не е еден од него најголемиот критичар во Словенија, првиот менеджер на Лајбах, вас ме поканува да настапи. Да, на Нови Рок 9000. Што се случува тогаш? Како тоа делува на вас, на словенците? Што се случува Не бевме свесни. во тој период? Со кој свирате? Кој други Јас бендови свира? свира обоени програм, свира It's Not For Sale од Словенија, Лашко, свира да, Лашко сум. Лашко Кршко, Така, Кршко, да. Океј, Остарт бенд некои ирци и Party Breakers. Се дружите со Парти Брикес и два и Све у бекстејдж беше обојни програм? лудило. Со Кебро онака имаме воу. Штета не сум го вишал уште од тогаш. А доаѓа по земја, свири на... Иди, знаеш што ми беше многу интересно со тебе? Еднаш кога бев сведок на площад, мислам, може глупо прашање, ама јеби го, не мора да го ставам на интервјуто. Нема други Доаѓаат прашања. електрични оргазам, Дали? живи легенди на таа сцена во Белград, на југословенскиот рок-н-рол и те бараат тебе. Прво стигнуваат во Скопје, кај Ма да, ние се дружевме многу, пошто имавме една мала кај таа турнеја. љубов меѓу електрични оргазам и Вава. Имавме турнеја, 3 концерта во Македонија, No Borders, тоа имаше случајен проект. Со Манде. Со Манде, да. И ние електрични оргазам и Сиктер ми се чини. Босалците? Да. Еј, супер бе, и ти они- отвара за YouTube. Кај се они? Ги немам Се чуо. мотаа по Сараево. Да, свирате, знаеш? Појмања. Не знаеш, окей. А беа она беа предгрупа на YouTube се. Да, неколку концерти, да. Ептен добар бе, супер. Избација 2-3 албуми, 3 сигурно. И се дружевме многу со Банана поготово. Тачно, Банана ја Гиле и така и посетувавме некои знаменитости во градот, наши знаменитости, да се сретававме со разни фраери кои одамна сме ги немаме видено и така натаму. Знаеш- Убави моменти. Знаеш што ме интересува со Вава? Вие Кажи. дознавате од 99-2000 дека вашиот прв албум уствари се шитка на Автопазар. Да. Сегде и тука и Да, на 99-та, Приштина и Албанија да, се да, шитка, да, на да, луѓе да. го шиткаат и идат јако кога шавал. Да, 99-та го избациме првиот албум со бла после 10 години И скоро. тргнува она легендарно, кога скроз луѓе сами го откриваат, нема ништо медиуми, знаат Да. за некој луд фронтмен од Скопје, Точно. откачен. А ние појма немаме. Па тоа ми е многу интересно. Вие као имате историја тука, да знаат и у бивша Југославија, денеш кога се случува тотален преокрет, го откриваат у Албанија и у Косово. Косово, да. И не само што го откриваат, него се шитка тоа она пиратски и опасно, големи Опасно, тиражи. да. И ви тргнаа со бала свирите многу концерти. Што е тој филинг што ти кога почна, кога игри со бла од Expedition и тоа што тој момент, дали тоа ти тоа го сакаше или како се осеќаш од тој момент, пошто тоа е ваша камен меѓаш момент. Кога идеме нааму. Пошто ја и некако тоа и го осетив лично. се случи не само мене, на целиот бенд, што тоа највише го сакав. Да свириме, значи да не бараат за свирка и да не угостат кој што треба, онака поштено. Тоа ни се случи у тој период ептен, пошто вајда не сака многу и не почитува и гледа во нас као не знам како гледа, али ја мислам дека гледа како една светла точка што им се случува во животот нивен, пошто подоцна ми имаат кажувано главни фраери сега што се во Албанија и во Косово. Секаде се мокни луѓе, големи секаде се промоутери, тоа, а знаеш ќе дојдат и ќе речат фала што постоевте, онака го кријам. Ја уопште не го знам. И он ми кажа кој е и каде е сега. И ако имам нешто некаде потреба, да му се обратам. Океј, фала, thank you. Океј. Значи, се случи тоа. Имаше еден тип кој се вика Кейси Джонсон Купер, кој не бараше 2 години за да му свириме на еден фестивал во Crossing Bridges во Печ. И која не најде во Скопје, да го нашло Господ. Викам, 9 вече што ти не, мора да свирите, а ние веќе го издадовме на албумот, нешто пар свирки, тоа е тоа, мислевме за вториот, а тек требаше да ни се случуваат работи, пошто ние не ги знаевме работите на Косово и во Албанија. И кога отидовме у Печ, кога не запознаа тие луѓе кои имаат клубови, кафичи, што те знам по за тие две држави, тогаш не престанавме да свириме.
Тоа е тоа што ние сакавме да го правиме цело време. Тоа се случи добри 3-4 години, сега дека не седнавме тој да го правиме. И беше многу убаво се. Видите како идеме самите као родител, као легенда више на рок-н-ролот, така. И човек што направил многу работи прв. Како се во овој момент се осека, што ти е те во главата, тоа ме занима. Васко, ја не ги гледам така работи. Може би тогаш да, сега веќе не, нормално, сега веќе не ми е битно што и како. Тоа што сакав да го направам во животот, пријатели мој, мене ми се случи у тие години. Јас сакам само да продолжи тоа. Тоа е многу едно убаво чувство. Само нека продолжи, не сакам, јас све сум постигнал, значи се однесува до тоа сум сакал, ја никош не сум сакал да идам у Европа и да станам во не, мојата цел ми бил Балканот, ако може Македонија, Албанија и Косово, тоа ми беше по дефолт загарантирано, меѓутоа сакав Србија, Босна, Балканот, тука, не сакам ја понатаму. Да си пеам на тој јазик што го знам, да си пеам на тој јазик што го мислам, да бидам у бенд со многу добри позитивни луѓе кои нема да мрчат многу. Јас се надевам дека ја не мрчам толку многу, меѓутоа некој го издржува тој филм, некој не може, али јас се уште обстојам. Без разлика на све, мора да продолжат да го прават тоа што сака да го прават. Ако не го прават тоа што сакаат да го прават, ќе станат послушници на некого, на некој систем и така натаму. Ние рок-н-ролот е бунтовност голема, голема бунтовност. И ако таа бунтовност еднаш ти влезе во дамари, тоаш крај е со теа. Јас сите пријатели што ги знам, они се уште во тој филм. Со голем дел од нив комуницираме со мал дел не, меѓутоа знам дека се они бунтовни и се уште го фурат. Ако ние, овие диносауруси, не снема утре или заутре, ако овие младите не го продолжат тоа, се отиде кај што не треба тоа. Ay,